На полноќ истече рокот за поднесување приговори за постапката за сумирање на резултатите од неделните предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Претходно, во 19 часот истече и рокот за поднесување приговори до ДИК за постапката за гласање. Во законскиот рок пристигнати се 16 приговори, по 8 од подносителот на листата на кандидати Движење Беса и коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дел од приговорите се однесуваат на постапката за гласање, дека дел се однесуваат на постапката за сумирање и утврдување на резултатите. Согласно утврдените рокови, ДИК е должна во рок од 48 часа по приемот да реши по приговорите. Против ваквата одлука може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд на Република Македонија пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Државната изборна комисија по службена должност или по поднесен приговор со решение го поништува гласањето на гласачкото место во одредени случаи утврдени со изборниот законник. Против решението со кое се поништува гласањето, може да се поднесе жалба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа од приемот на решението. Судот е должен по жалбата да постапи во рок од 72 часа по нејзиниот прием. Повторното гласање на избирачкото место каде што е поништено гласањето се одржува 14 дена од денот на првото гласање. Според првичните резултати од изборите што ги објави Државната изборна комисија, ВМРО ДПМН е освоила 51 мандат, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 49, Демократската унија за интеграција 10, Движењето Беса 5, Алијансата за албанците 3, а Демократската партија на албанците 2 пратеника. Конечните резултати од изборите ДИК треба да ги соопшти најдоцна до 20 декември, откако ќе поминат роковите за приговори и одлучување по нив. 10 дена подоцна треба да биде конституиран и новиот состав на Собранието на Република Македонија, кој пак кон крајот на јануари следната година ќе треба да ја избере и новата влада.